Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Избрано новото раководство на локалниот младински совет на општина Тетово на првата седница. Во месецот посветен на ретките болести започна петтата сезона на националната кампања за нивно запознавање. Едно лице повредено во сообраќајка на магистралниот пат Гостивар-Кичево кај Стража. Денес се одржа првата седница на локалниот младински совет на општина Тетово. На неја беше избрано новото раководство. На последната седница пак на Тетовскиот совет беа верифицирани мандатите на членовите на овој совет. На првата седница на Тетовскиот младински совет, која се одржа денеска, беа избрани членовите на новото раководство. Локалниот младински совет ќе функционира во рамки на општина Тетово, а целта со која е формиран истиот е преку младински политики и активности да се придонесе за подобар социокултурен живот на младите во овој регион. Денеска тука избравме председател на младинскиот совет Елма Шерифи. На првата седница што се одржа на советот во Тетово, мене ми е искрено драго што ние сме третиот град во Македонија што формираше младински совет, кој ќе се залага за потребите на младите во областа на спортот, културата и другите работи во кои младите се засегнати. Новиот состав на младинскиот совет во Тетово го сочинуваат 9 членови. Значи, советот брои 9 члена и представниците се од политичките партии и од граѓански организации кои фигурираат во Тетово. Инаку, локалните младински совети се предвидени со Законот за младинско учество и младински политики и представуваат механизми за младинско учество на локално ниво, имајќи советодавна и застапувачка улога во процесите на одлучување и креирање политики. Во месецот посветен на ретките болести започна петтата сезона на националната кампања за нивно запознавање. Преку оваа кампања во изминативе години се придонесе кон поврзување на лицата со ретки болести и нивните семејства, поддршка и помош во остварување контакти со семејства со кои би размениле искуства за својата состојба. Сдруженијето Ретко е да си редок. Од вчера по 5 пат ја започна националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Годинава е посветена на здравствените работници кои изминативе сезони помогнаа со нивните стручни совети, предлози, пишување текстови, ревидирање материјали во реализација на кампањата. Самосвеста за постојањето на проблемот и заедничката активност за надминување на проблемот може да доведе до целта, а тоа значи прифаќање на реалноста дека овие деца и луѓе околу нас се наша должност и наша должност е да им помогнеме. Заболените со ретки болести имаат две надежи. Првата е медицината да напредува до изнаоѓање на лек и барем да ги ублажи симптомите на болеста на болните, да водат нормален живот, а втората е државата да ги препознае нивните потреби и да им обезбеди на болните пристап до лекови. Според доктор Иван Барбов, треба да се најде системско решение по однос на набавка на лекови, да се направи позитивна листа на лекови и така набавката да биде преку Фондот за здравство. Прошлата година буџетот на ретки болести беше намален, така да едва се набавија лекови за пациентите што во момент примаа, камоли нели да се набават лекови за нови пациенти. Ова година буџетот се зголеми, меѓутоа за жал за некои болести, за некои пациенти кои ние како клиника за неврологија аплициравме, тие не влегоа во тендерот за оваа година, значи овие пациенти треба да чекат цела година за следната година, ако се има некој поголем буџет да влезат, да се набави лек, иако се тие веќе влезени во регистарот. И затоа мислам дека тука треба се најде едно системско решение. Ние не сме членка на Европска унија, нели не можеме на тој начин да функционираме, меѓутоа сметам дека треба се направи една
позитивна листа на лекови кои се набавуваат нели за пациентите со ретки болести и на тој начин таа набавка да биде преку Фондот за здравствено осигурување. Доктор Данко Милошевиќ, детски педијатарски нефролог од Хрватска, вели дека и тие се соочуваат со предизвици кога се во прашање ретките болести. Но кај нив поприлично брзо оди постапката за одобрување лекови за овие пациенти. Проектот Ги запознаваме ретките болести ќе се реализира во текот на цел февруари на територијата на цела Македонија, годинава на над 70 локални и национални и 2 сателитски канали на македонски и на албански јазик. Петтата сезона ќе биде заокружена со промоција на петтата поштенска марка со ретка дијагноза, деца со ретки болести, ихтиоза, со што повторно ќе бидеме први во светот со ваква поштенска марка и ваков редок начин на запознавање на граѓаните со ретките болести. Во Кривичниот суд Скопје продолжи распитот на вештаците од тимовите кои го изготвија супервештачењето за случајот Ласкарци. Адвокатот на оштетените вели дека разликата во машинското вештачење и супервештачењето е само заклучокот, другото е се исто. Жалам зашто се соочуваме кога представник на тимот кој го изготвил супервештачењето, кој е со највисок ранг на титула доктор на науки, наскоро на секое прашање на поставено од страна на обвинителот, одговара со не знам, не се сеќавам, не можам да го утврдам, не го разбирам прашањето и поради тоа сметам дека пропадна обидот на овие супервештаци да целата вина се пренесе само на 6 обвинети на возачот, а сите други кумулативни пропусти на другите обвинети да се занемарат. Така да се гледа на што се оди, дека супервештакот доктор на науки да одговара на едно прости прашања кои се однесува на тие машински вештачења. Значи, до сега немаше конкретен одговор на ниедно прашање. Тоа покажува дека ова нарачано супервештачење по страна на судот, а посебно на одбраната, падна маските и луѓето што повторно што е направија што имаат ова вина, значи 16 загинати, 37 тешко повредени, мора да сватат и јавноста и судот, посебно до судот апелира. Гледате судот и судиката што го оди процес. Дозволува буквално се што ќе побара одбраната, тоест бранителите на обвинетите, со приговори. Не дозволуваат обвинителот да постави едно прашање, конкретен одговор. Сведоци уште еднаш дека ова прераснува во циркус Монти Пајтон. Судијата дозволува да судењето оди во погрешна насока. И замолувам уште еднаш, како родители, како оштетени, да ги сослуша сите релевантни докази и факти што се приложени од супервештачењето. Иако ќе повторам дека ова нема врска со тоа што го има понудено супервештачењето. Денес во владата беше потпишан договор со италијанската компанија Ирада Инженеринг за надзор околу изградбата на коридор 8 и коридорот 10Д. Во рамки на овој договор предвидена е рехабилитација на автопатот Тетово-Гостивар, изградба на автопат Гостивар-Букојчани, Требениште Струга-Ќафасан и изградба на автопатот Прилеп-Битола. Фактите покажуваат дека во текот на мандатот на оваа влада рекордно се изградени и рехабилитирани патиштата во државата. Ако за 11 години на претходната власт беа изградени и рехабилитирани 650 км патишта, сега за 5 години имаме 1300 км патна инфраструктура рехабилитирана и изградена, во која како држава инвестиравме над 1 милијарда евра. Во овој момент активно тече изградбата на автопати во должина од 59 км. Динамиката на изградба на коридорот од Кичево до Охрид е навистина заврзана и веќе 75% од патот е завршен, откако беа отстранети сите пречки кои што беа наследени. Во тек е реализација на автопатот Скопје-Блаце, фаза 1, и досега се реализирани 79%. Се подготвуваат автопати за изградба, кои што се и предмет на овој договор денес, и тоа коридорот 10Д и коридорот 8, вклучително
автопатот Тетово-Гостивар, автопатот Гостивар-Букојчани, автопатот Требениште-Струга-Ќафасан и автопатот Прилеп-Битола. Коридорот 8, експресниот пат кон Бугарија, се гради со нов изведувач и тоа е сосема нова делница паралелна со постојниот пат кој што води до границата со Бугарија. Исто така се работи на проширување на трета лента до границата, а комплетно е рехабилитиран патот од Куманово до Ранковце. Железничкото поврзување и до изградбата на коридорот 8 исто така е забрзано. Започнуваме со изградба на железничката пруга кон Република Бугарија со вкупна инвестиција повеќе од 600 милиони евра, која ќе се гради во 3 фази. Со истото овакво темпо планираме да продолжиме и оваа година. Денешниот договор е само чекор поблиску до изградбата на модерна и квалитетна патна инфраструктура на коридорите 8 и 10D. Покажуваме дека инфраструктурата е врвен приоритет на оваа влада, а подпишувањето на овој договор е уште еден доказ дека Република Северна Македонија останува на вистинскиот пат и во вистинскиот правец за градење на модерна и европска држава. Од денеска, па во наредниот период, работната група во соработка со консултантот, кој истовремено е и надзорен орган, ќе започнат преговарачки процес со изведувачот Бехтел и ЕНКА со цел да се постигне квалитетен договор за изградба на околу 120 километри нови автопатски делници на коридорите 8 и 10D. Под подпишувањето на договорот за градежни работи на автопатските делници ќе започне и втората фаза од договорот за вршење на стручен надзор над имплементацијата на 4 делници и тоа изградбата на автопатот Тетово-Гостивар, Гостивар-Бојкочане, Требениште-Струга-Ќафасан и изградба на автопатската делница Прилеп-Битола. ИРД инженеринг се присутни во Македонија за инженерски услуги во последниот 20 години. Една од нашите конкурентски предности е и ќе биде нашето локално присуство со комбинација на меѓународно и локално искуство и експертиза. Заедно со нашите локални партнери во овој проект, ние ќе ги вложиме сите потребни напори за да ги изградиме 4 делници со највисок стандард и квалитет кои што одговараат на квалитетот на патиштата што се градат во Европската Унија. Едно лице повредено во сообраќајка на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Во полицискиот билтен регистрирани случаи на пронајдена дрога, кражба, физички напади и дури 3 пријави за каснување од бездомни кучиња. Во продолжение деталите. Денеска околу 8 часот и 30 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево, на околу 2 километри до стража, се случила сообраќајна незгода, во која учествувале 3 товарни моторни возила комбиња и веко со прилепски регистарски ознаки, управуван од 46 годишникот Прилеп, Фиат со скопски ознаки, што го управувал 39 годишен скопјанец и Пежо исто така со скопски регистарски ознаки управуван од 38 годишен скопјанец. Во незгодата со телесни повреди се здобил возачот на Пежото, кој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршиле јавен обвинител и екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Поради сообраќајната несреќа од 9 до 10 часот беше во прекин сообраќајот во двете насоки. Полициски службеници на СВР Титово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ноќеска 20 на минути по полноќ во Гостиварска топлица, лишиле од слобода 50 годишен гостиварец затоа што кај него бил пронајден кокаин. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 11 часот и 55 минути полициски службеници на СВР Титово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишникот Прилеп. Тој се сомничи дека извршил кражба и кај него бил пронајден апарат за кој постоело сомнение дека противправно го одзел. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следи соодветна пријава. 41 годишен тетовец вчера во 12 часот и 55 минути во СВР Титово пријавил дека бил физички нападнат од неговиот внук.
Полициски службеници излегле на местото и набрзо било утврдено дека немало таков случај и на пријавителот ќе му биде изготвен соодветен поднесок за лажно пријавување, согласно законот за прекршоци против јавниот ред и мир. 33-годишничка од Гостиварска Долна Бањица вчера во 16 часот пријавила дека нејзината малолетна ќерка физички била нападната од друга малолетничка во училиштето во кое што учела. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 53-годишничка од Тетовски Бродец вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица Иво Лола Рибар била касната од куќа Скитник. Вчера исто така 53-годишничка од Тетово во СВР Тетово пријавила дека на улица Тодор Циповски Мирџан во Тетово била касната од куќа Скитник. И 46-годишник од Тетово вчера исто така во СВР Тетово пријавил дека на улица Иво Лола Рибар во Тетово бил каснат од куќа Бездомник. Во текот на првиот месец од годинава на поширокото тетовско подрачје во рамки на засилени и редовни акцијски контроли биле откриени и санкционирани над 1700 различни видови сообраќајни прекршоци. Во јануари годинава, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, на поширокото тетовско подрачје во 29 локални засилени акцијски контроли и редовни активности. Вкупно открила и законски санкционирале 1781 прекршок или 174 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности реализирани во текот на минатиот месец, а поради констатирани прекршоци, односно недостатоци, од сообраќај биле исклучени 47 возила, од кои 41 поради истечена регистрација до и над 30 дена, 3 поради утврдена техничка неисправност и исто толку поради претовар. Во јануари исто така од сообраќај биле исклучени и 204 возачи, од кои 128 управувале без возачка дозвола, 46 под дејство на алкохол, 17 возачи почетници кои не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија возачи и 13 со важечка забрана за управување. Покрај тоа, во месецот за кој станува збор, времено биле одземени 6 возила со истечена регистрација повеќе од 6 месеци, 67 возачки и 32 сообраќајни дозволи, додека Тетовската пајак служба вкупно подигнала 315 непрописно паркирани возила, најмногу во централното подрачје на Тетово. Минатиот месец вкупно била изречена 591 мерка за неприлагодена брзина според условите на патот, односно за пребрзо возење, 62 за недавање предност, односно првенство на пешаци и друго. Дали Тетово е најлош град за живење во нашата земја? Ги запрашавме граѓаните во анкета, откако на социјалните мрежи се појави ваква информација. Дел од нив се согласуваат, но дел велат дека градот има своји убавини. На социјалните мрежи деновиве се споделува информација дека Тетово е најлош град за живот во Македонија. Ова потекнува од една приказна во која се прикажани најлошите градови во секоја земја во Европа на TikTok профилот Map of Geography. За да провериме што мислат жителите на Тетово за ваквиот податок, за кој мора да потенцираме дека не е релевантен, односно не е објаснето како е составена листата. Ги запрашавме. Што мислите вие? Така е. Најлош. Зошто? Еве се чисти, ѓубреше, ви што ѓубреше нема. Ово нигде го нема ова. Најлош за живење. Зошто? Многу загадено. Што му недостасува? Што не му достасува улиците да ги поправат, ки што се све искршени и не знам све што друго. Кај има подобро Тетово? Имамо по шапка, имамо. Кај што ти нема од Тетово? Ај, кажи мене. Ама се младите бега да бара работа. Нема кај. За нас старите, за пензионери добре. Најлош град е во Македонија. Зошто? Зашто? Ја 5 години сум ги дал док може. 5 години сум ги дал документите за приватизација. Ништо нема. Прлап град, куќиња многу, деца во школа идат со сра, дедо или баба ги носи на школа. Што мислите вие? Обратно, Тетово е најдобар град. Видиш како во шара живиме му ние овде.
Изгледов си е прекрасно. Градот е добар. Живот е добар у градот, само што не даваат владата на народот пари. Овде добар е градот. Само ова младина бега за што нема пари. Државата младина бега надоле бегат. За најлош град за живење во Бугарија е прогласен Варна, во Германија Франкфурт, во Србија Белград, во Хрватска Ѓаково, во Словенија Целја. Но сите не се согласуваат со ваквите резултати. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!